Почитувани, и во случајот со околу 40 тони запленета марихуана, вклеткани се Зоран Заев и секако неговиот другар Венко Филипче. Вклученоста си ја потврди сам Заев, се јави бранејки се, наместо да им се извини на граѓаните за сиот криминал што го има направен. На Заев веќе никој не му верува, ама со жалопојките на Facebook тој самиот покажа дека е погоден и фатен жив на дел. Нешто што е јасно во јавноста е несомнениот факт дека неговата влада се прослави со актуализирање на бизнисот со марихуана, продаден како грижа за здравјето на граѓаните или канабис за медицински цели. Како и да е, факт е и дека околу 70% од запленетата дрога деновиве е на фирма во сопственост на луѓе на Заев. Станува збор за фирма на лице кое е било претседател на општинскиот одбор на СДС во Ново село. Тоа е Тони Котев, познат како Мкчев, кој пак бизнисите ги тера со Вице Заев. Секако, основоположникот на бизнисот со марихуана, владата на СДС, предводена од Заев, кога министер за здравство беше Филипче, креирала правила по своја мерка и доделувала бизниси по своја мерка или на своји луѓе. Сега следи целосно расчистување на криминалот во оваа област. Секој еден кој се занимава со одгледување до производство на готови производи од марихуана ќе биде проверен. А за поврзаноста на Заев и Филипче, еве за почеток, тие лично нека дадат одговори на јавност. Каде се јавувал Заев при запленетите 5 тони дрога во Србија? Зошто на брзина Филипче се упатил кон југ? Случајот ќе биде комплетен само ако јавното обвинителство ги истражи сите аспекти, меѓу кои и поврзаноста на Заев и Филипче. Ви благодарам.